единствениот актер кој секогаш почнува од почеток. Крста Јовановски. 30 години на штиците што живот значат. Времето не можеш да го мериш, ни со години, ни со ништо. Едноставно времето тече. Ние сме дел од тоа време и оставаме нешто позади себе. Кога еден автор ќе напише еден текст убав, односно збор или реченица, тоа станува миг. Кога актерот ќе го изговори тој збор онака како што треба, и тоа станува миг. Кога режисерот ќе му даде на тој миг време трајање од саат и пол, 2 или 3 сати, по зависност од тоа колку сака представата да биде, и тоа станува миг, но тоа сето заедно се претвора во вечност. А вечноста е немерлива, вечноста плови низ времето. Така да овие 30 години не ги гледам јас како 30 години во кои јас треба камата да земам од негде или некој да плати нешто. Или, не знам, 30 години сум постар или помлад, се едно, како и да е. Значи, сум се трудил секогаш она што го работам да го претворам во миг, а тој миг да се претвори во вечност. И онолку колку што за таа вечност или за тој миг зборуваат луѓето, толку е помокна. Јас ќе бидам најсреќен кога еден ден ќе ме нема на штиците или физички ќе престанам да постојам, барем еден човек да го спомне мојот миг кој се претворил во вечност. Што е метафора за куќе? Куќето може само тире да се напише верност. Кога бев прва година на академија, кога се запишав далечната 79-та година, професорот Љубиша Георгиевски постојано ни велеше: бидете како деца, играјте си како деца. И во првиот семестар имавме некакви етиди или всушност тој во тој момент донесе на академијата некои иновативни начини, методи како треба да се развива, односно што треба да осознае се еден актер, за да може да функционира на сцената онака како што треба да функционира. Во оваа прилика само можам да му кажам благодарен, бидејќи јас и после толку време постојам, функционирам. Мене ми текна да направам едно куќе и се сеќавам убаво професорот кога стоевме ние надвор, еден по еден влегувавме внатре и сите изчекувавме кога во тој момент ќе не викне, и некако бевме сите уплашени во позитивна смисла на зборот. И тој ми рече: Крле, ако ти, така ме викаше, Крле, ако ти издржиш една минута како куќе, ние ќе направиме таква етида која ќе се памти за веки веков. Благодарение на тоа куќе професорот Љубиша Георгиевски тогаш отиде во Лос Анџелес да режира представа. Дојде една американка на часови кај нас да види како ние работиме актерска игра, и таа беше запрепастена од моето куќе, беше запрепастена од монологот на Мими Таневска како атомската бомба Фетмени Джилда кој ги фрлија во Хирошима и Нагасаки 6 и 9 август 45-та. Практично таа беше бомбата. И таа со едно огромно задоволство го покани професорот Љубиша Георгиевски да режира представа во Америка. Тој режираше Суд од Коле Чашиле. Тој во неколку прилики, во некакви негови интервјуа и пишани и јавно кажани, го апострофира ова што јас денес го зборувам. Така да отприлика тоа е она што се однесува за куќето. Ви недостига ли струмица? Да, ако одиме по тоа, да, ми недостига. Ми недостига затоа што средината е многу помала, многу си поприсутен меѓу луѓето. Овде во Скопје е така огромен простор, многу луѓе, одеднаш се запрашуваш кој си ти. Тоа ми се потврдува со еден период кога бев во Бразил, во Сао Пауло, таму игравме некоја представа која спремавме овде во Скопје. Исто една од моите подраги улоги. Со Брезовац правевме некоја представа, Цезар се викаше, и игравме една екипа од Хрватска, од Словенија и од Македонија. И кога застана во Сао Пауло, во таа гунгула од народ, од коли и така натаму, јас се запраша во тој момент кој сум јас. Што представувам јас? Зрнце едно, не знам, прашинка. Во тој момент ќе си одговориш на прашањето за она која ние како многу мала земја и многу мал народ стално се удираме во гради и викаме ние сме не знам што ние сме. Не, ние сме само едни од многуте во космосот, си само прашинка. Сте биле еден од најубавите студенти на факултетот за драмски уметности. Колку тоа ви помогна, односно одмогна? Па не, никогаш не ми одмогнало. Ми помагало стално да бидам присутен. Бев атрактивен доста, не дека сега не сум, сега сум атрактивен на свој начин со моите 54 години. Но
Имавме, не можам да ви објаснам, не знам, емисијата не трае многу, тоа е за некоја друга дебатна емисија каде што ќе почнеме да разговараме и да направиме паралела. Ние имавме еден друг начин на живот, ние постоевме малку поинаку. Ние копавме во себе максимум. Значи убавината не беше само физичка, него убавината беше и духовна. Значи ние се пронаоѓавме себе си на многу поинаков начин за разлика од вас сега. Ние во тој момент немавме телефони да не прашаат нашите мајки загрижени дома, татковците не баш толку кај сме. Ние имавме обичај по 10 дена да не се јавиме, да не се слушнеме, иако постоеа тогаш телефони, но тие беа и ограничени. Значи ние низ животот пловевме малку поинаку, ние го откривавме животот во поинаква форма. Ентузијазмот беше присутен, немаше злоба меѓу луѓето толку. Мислам дека таа убавина доаѓаше, сите бевме убави во тој момент. Сега, ако се должи на тоа и некој физички плюс, некакви нешта кои од мајка и од татко ги носиш како ген, тоа е па нешто плюс. Така да, никогаш не ми одмогнало тоа, ми помогнало само. Ми помогнало затоа што секогаш кога е нешто убаво, не можеш да му влезеш баш во душата да видиш дали е здраво или не, но доволно е само да е убаво да направиш некаков контакт. Па отпосле ќе видиш нели дали таа е убавина вистинска или не. Во таа смисла реков дека сите бевме убави. Постоеше некакво големо другарство, постоеше некаква друга димензија помеѓу луѓето, односите помеѓу човек со човек беа малку поинак. Мислам дека и љубовта беше вистинска. Во тој момент, во тие години, јас убаво се сеќавам кога јас почнав некаков пубертет, доближувањето до некоја женска, до некоја девојка, да ја помирисаш само кај нас предизвикуваше некој внатрешен немир, што велат овие пеперутки во стомакот, не знам, некоја нова кованица сега слушнав скоро некој немир внатрешен да се случи. А сега, не знам, сега се модата отиде во некои други крајности, така да. Така од прилика. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Колку комедија беше однапред договорена случајност? Не било договорено. Јас дури не знаев дека постои комедија. Јас во еден момент кога решив да се преселам од Струмица во Скопје, јас веќе се преселив. Дури и жена ми не знаеше дека се селим. Со надеж дека ќе дојдам во Скопје овдека заради ќерката, да не ја оставам сама, синот треба да продолжи да студира. Ништо не ме врзуваше повеќе за Струмица, мојата мисија заврши. Ја мислам дека мојата мисија во Струмица заврши многу поодамна, него јас мислам дека и малку покасно излегов од таму. И знаете, треба да бидете свесен кога вашето постоење и време кое го минувате на еден простор, во едно место и така натаму, треба да знаете кога завршува. Треба да го промените место. И во таа смисла јас веќе се селев и отпосле дознав исто преку Бранко Ѓорчев дека во театар во Скопје се отвора нов театар, тоа е театар комедија и за потребите на тоа бараат некакви 5 трансфери и во еден таков неврзан разговор велам јас сум едниот од тој трансфер. И кога вие велите случајност, не е ништо случајно, значи јас ви кажувам, затоа сакам да ви потврдам дека Достоевски рекол дека ништо не е случајно во животот, се е договорено. И ова е уште еднаш, јас иначе ако веќе ме слушате, за мене Достоевски е еден од најубавите, најдобрите автори. Не знам колку бил убав во физичка смисла. Од оние слики кои ги имаме, не ми стои дека бил многу убав, но во умствена смисла и во духовна бил многу убав. Зборуваме за убавина на душата и така натаму. За она што го оставил. Така да се е договорено. И така било договорено да дојдам јас во театар комедија. Не дека јас не сум размислувал тоа што јас во Струмички театар ќе играв од тука по една представа годишно, дека нема да направам трансфер во веќе постоечките театри во МНТ или во Драмски, но ова ми беше еден нов предизвик, бидејќи јас во животот никогаш или многу малку, скоро и да не се сеќавам дека сум играл комични улоги. И кога дојдов во овој театар, во ова неполни 3 години постоење, јас открив еден друг талент, и тоа е дел од почетокот мој,
открив еден друг талент дека јас можел да играм и комедија и луѓето кога ме гледаат многу се смеат. И јас открив еден друг талент во себе си на таа возраст на која сум. Значи, нема крајни граници човековиото тело, човековиот ум. Секогаш можеш да најдеш нешто ако доволно знаеш и колку имаш сила да ископаш внатре во себе си. И не се каам заради тоа и ми е добро, затоа поготово што тоа се работам со едни млади луѓе таму кои претежно се по 23, 4, 5 до 27-8 години. И моето сето искуство им го пренесувам на нив и ние сме сплотени таму и функционираме одлично. Што им советувате на младите актери? На младите актери можам да им посоветувам само тоа. Да работат, да работат, да работат и секој миг да го претворат во вечност. Шапката е дел од вашиот имидж. Каква приказна крие? Шапката ја носам, не знам, околу 7-8 години од прилика. Бев на еден фестивал во Никшич од Црна Гора и јас влегувам со екипата во хотелот во кој требаше да престојуваме, а од големата сала од таму излегува Нико Горшич. За оние кои не знаат, Нико Горшич е еден од најголемите словенечки актери, да не кажам основател на словенско младинско гледалишче, кое во периодот додека јас студирав беше едно од главните театри, како ни светот и не за Европа, така и овде кај нас. Значи, таа диагонала на Словенија и на Македонија. Во тој момент постоја два театри, и Словенско младинско гледалишче и Драмски театар од Скопје. Се друго беше само пропратна манифестација. И тој е еден од тие актери. И со него игравме во таа представа која спомнав пред тоа како дел од словенечката екипа Цезар, која режираше Бранко Брезовац, и многу се зближивме. И тој излегува, значи, од таа пресконференција, и тој беше со своја собствена представа, а и јас бев со своја собствена представа која режира во Струмица за мојата 25 годишнина. Значи, ете, 5 години има од прилика, значи, мојата шапка, не 7-8, него 5. И тој излегува со оваа иста шапка. Кога ме виде, ние имаме чуден начин на поздравување, многу атрактивен. Не можам тука да го кажам, но тие микрофони. Сите се вртат околу нас, ја извади шапката од него и ми ја стави на мојата глава и ми рече: најголем, реалистичнием глумцу кога сам ја икада у животу видел. Го цитирам. Ми ја поклони шапката и оваа шапка потоа стана дел од мене, односно дел од улогата на Крсте Петков Мисирков, бидејќи во представата на Крсте Петков Мисирков играв со оваа шапка. Значи, веќе има некаков дух, ако духот на Нико Горшич бил проткаен, па и мојот, а сега одозгоре и на Крсте Петков Мисирков, ова значи значена шапка. Која е вашата визија за убав уреден дом или пак тој го пропуштате на сопругата? Не сум многу, мене многу не ми значи домот да е многу уреден, дури би рекол кога е повеќе расфрлан, многу подобро. Знам кога бев во Струмица сам пред да дојде жена ми, во станот во кој живеев, се беше расфрлано и се знаев каде е. Кога се оженив и кога дојде жена ми во станот, кога се нареди, ништо не знаев каде е. Тоа е првиот знак дека треба да бидеш зависен од жената. Значи не знаеш чорапите кај ти, не знаеш мајица кај ти. За се треба да ја прашаш нејзи. А штом тоа почнуваш да го правиш, значи ти веќе не си доминантен, него некој друг. И во таа смисла сакам да кажам дека домот е онолку уреден колку мојата сопруга или мојата ќерка или моите деца сакаат да биде уреден. Јас се вклопувам во се. Иако лично, интимно, сакам да биде растурено. Мене ми е подобро така. Бидејќи тогаш природата на нештата или останува повеќе присутност, онаа духовност, кога нештото ќе се остави оному кај што треба, оставено е со нешто внатре, со некакво дејство, со нешто кое сведочи за тој што го оставил. Јас гледам во тие такви оставени предмети лево, десно, маси, столици, се едно како и да е, или облека, или се она што го прави еден дом, гледам некаква историја, гледам некаква психологија на тој што го оставил тоа. А кога се ќе се подреди, тогаш гледам само една, не знам, перфектно чиста линија, во која учествувала мојата сопруга со онолку ум и инвенција колку има, нели? За тој дом да изгледа онака како што таа мисли дека треба да изгледа. Јас сум го прифатил и тоа и немам замерки. Еви овде кај што сме е фино наредено. Подобро ми се допаѓа, например, кога ќе видам таму има една малку искривена врата и тоа ми се допаѓа, но како и да е. Немам визија, значи, за ова, сакам да ви кажам, она визијата ја препуштам на господја Весна Јовановска. Ова беше Крста Јовановски.